Добар ден! Добредојдовте во уште една емисија на Маја готви. Сите вие сте сигурно фанови на теstenини и ги сакате во најразлични облици. Шпагети, макарони, лазањи, канелони, а јас денеска ви избрав рецепт на една убава лазања. Ви кажав неколку пати до сега дека бев вегетаријанец и многу често барав интересни замени кои го имаат тој традиционален италијански вкус, меѓутоа нема да содржат месо. Така произлезе и ова, која во суштина е комбинација на класично италијанско јадење кое се вика меланезе. Меѓутоа јас му додадов кори од лазања и ќе направиме една прекрасна лазања со црвено-бел сос, внатре ќе ставиме мудар патлиџан и ви ветувам прекрасен фамилијарен ручек. Ова лазања исто така е многу убава бидејќи можете да направите по голема количина. Таа количина да ја испечете, да ја ставите во фрижидер, потоа само да ја стоплите и да бидете звезда на фамилијарните дружења. Се гледаме во кујната. Како што ви ветив, денеска ќе ви подготвам една калорична, прекрасна, преубава лазања која нема да содржи месо и оние класични рецепти на кои сте навикнати, но ќе биде едно преубаво фамилијарно искуство. За да ја подготвам лазањата, потребни ви се кори за лазања, класични. Овие се тврди, меѓутоа за да можеме полесно да ја обликуваме лазањата, јас секогаш сакам да ги потопам во топла вода и сол, да се омекнат и да можам да ги ставам во тавче, потоа лесно да ја обликувам лазањата и да немам никаде дирче каде што може да ми излезе сосот. Дополнително ќе направиме два типа на сосови. Италијаните би користеле готов можеби крем, јас ќе користам бешамел. Сакам да биде полесна лазањата, за да ми одговара со мудриот патлиџан. Ќе направам бешамел сос, кој го зачинам со малку кашкавал и пармезан, еден црвен сос во кој ќе се вари лазањата и ветувам дека тоа ќе биде едно најубавите лего составања кои вие може да ги направите од состеки. Најпрвин ќе започнеме со потопување на корите, бидејќи сакам да ви видат пред очи и да ги гледам. Ќе земеме врела вода, ќе наполниме една плитка чинија, во која ќе ги потопиме лазањите. Внимавајте да не ви се залепат, доколку се направени со вода и со брашно, нема толку тенденција да се лепат, колку оние кои се правени со јајце, меѓутоа моите се малку подвиткани кори, ќе ги наредам убаво и ќе внимавам да не ми се залепат. Сакам само да ги омекнам. Ги ставам сите. Лазањите ќе ги ставам пред очи за да ги видам, малку ќе ги посолам, за да ми примат сол може додека се омекнуваат и ќе почнеме со подготвување на сосовите. Правиме класичен бешамел сос. За да го направиме бешамел сосот, ќе искористиме путер. Најпрвин ќе ставиме малку масло, за да не ни подгори путерот. Секогаш кога правите бешамел, користете сонцогледово масло за да не ви загори путерот, а јас би сакала да ви кажам дека за производство на нашето масло Брилијант се користи најсовремена технологија, автоматизиран и оптимизиран процес кој му обезбедува константен квалитет на маслото. Полнињата на пакувањата се вршат комплетно по заштита на инертен газ, што му возможува на маслото голема стабилност и долг рок на употреба. Дополнително е неутрално и нашиот бешамел ќе го направи одличен. Ставаме 2 лажици путер. Чекаме да се загреат. И кога ќе ни се растопи маслото, ќе додадеме 2 лажици брашна. Убаво и енергично ќе промешаме, за да немаме грудчиња. Не дозволувате да преоврие бешамелот многу јако, бидејќи ќе ви загори. И започнуваме со додавање на околу 400 или 500 мл полека топло млеко. При тоа мешајки постојано. На почетокот ќе ги разбиете грудчињата и после продолжуваме со постојано мешање додека нашиот бешамел не е готов. Никако немој да користите ладно млеко. Доколку користите ладно млеко,
Ќе го запрете процесот на вриење, ќе се створат грудчиња и бешамелот нема да се прави како што треба. Ете го моето млеко. Продолжам со мешање. И ќе продолжам со моите познати осмици. Едно 5 минути. Нашиот бешамел е веќе готов. Убаво ќе го засолите. Значи бидете дарежливи. Една лажичка сол, бидејќи не сакате да имате блуткав бешамел. Одлично. Ќе го трнеме на страна, за да пристане веќе процесот на вриење. Ќе ставам црн пипер. Убава, дарежлива количина. Ќе го промешам уште еднаш и ќе изрендам убав овчи кашкавал. Вие може да ставите и гауда, може да ставите моцарела, било кој кашкавал што ќе се стопи, меѓутоа ќе има силен вкус. Мислам дека си го шлапнав ракавот во бешамелот. Ќе нарендам околу 300 грама кашкавал. Сиренастиот сос. Може да искористите доколку не сакате да правите бешамел, слободно искористете павлака за готвење, меѓутоа не заборавајте да дадете сирење, било каков кашкавал, бидејќи тоа ќе ја зацврсне лазањата и ќе ги направи наместо да рентаме на секој слој, јас ќе одлучам да го ставам во мојот бел сос. Ќе го промешам и ќе го ставам како топки. Бидејќи не сакам да се мачам на секој слој, да леам, да ставам ренден кашкавал. Ете. Вака ни изгледа нашиот бел сос. Вториот сос нема пржење, нема печење, нема температура, повеќе составување на одредени намирници кои ви се потребни. За да направиме нашата лазања, имам половина килограм пире од домати и ќе го искомбинирам со една конзерва пелати. Затоа што сакам да има малечки парченца. Пелатите веројатно ќе завршат и на вашата мајца. Ќе ставиме една лажица сушено оригано и една лажица босилек. Таа ќе не биде основата на црвениот сос. Ставиме 2 убави чешниња лук. Ставаме бибер, убава, дарежлива количина на бибер. Свето тројство босилек, бибер, домати, лук. Ќе му дадем италијански шмек ориганото. Така, и убаво ќе го засолиме, бидејќи доматното пире доаѓа незасолено. Убава количина. Во ова се ќе го измешаме. И ќе си помогнам малку со гмечалка за пире. Бидејќи сакам да ги згмечам пелатите. Се надевам дека ова нема да биде крваво задоволство. И нема да заврши на мојата блуза. Ова ви е основата и за Bloody Mary. Некогаш сакате да си ја направите, вака изгледа тој прекрасен коктел, кој е одличен после вечерно излегување. Како донечек.
Тоа е нашиот црвен сос и сега ќе го подготвиме месото во нашата лазања. Ви кажав дека не сакам многу месо и јас денеска ќе одберам прекрасен модар домат. Модрите домати се одлична замена за месо за вегетаријанците, веганите. Јас денеска ќе го ставам како класичен меланезе рецепт. Ќе го подготвиме многу едноставно. Значи само измиен. Нема да го лупиме. Ќе го исечеме на тенки кругови. Може да го подготвите напред и да ви биде готов. Овие прекрасни кругови ќе ги наредиме на тепсија за печење. Обратна страна ја спртев, ја обложив со фолија, бидејќи нема да ставам масло, само ќе ги ставам да се подгорат. Ќе ги засолиме и ќе биде дел од нашата прекрасна лазања. Се надевам дека ќе дадете шанса и ќе ги напуштите оние класични комбинации на лазања со мелено месо, лазања со различни шунки, кашкавали. Тоа ќе ги засолиме. Ќе ставиме уште малку од нашите сучени зачини, орегано и босилек, бидејќи тоа е ни вкусот на лазањата. Малку ќе ставиме црн бибер. И одат во рерна, околу 10 до 15 минути. Ви треба само да се исушат, да се подгорат, за да не пуштат подоцна многу вода во сосот. Јас веќе во рерната подготвив една тура, бидејќи денеска очекувам многу гости и ќе направам вакви 3-4 тепси со лазања. Ги ставам да се печат. Нашите мудри патлиџани се готови, двата соса, лазањата е фантастично мекна, ќе ви покажам какви се. Веќе можеме да ги обликуваме и да ги ставиме како сакаме. Имаме едно длабоко тавче за лазање, ова ви е доволно за оваа количина, доколку правите дупла, ќе искористите дупло тавче за да не ви прелие. Путерот кој го искористив, ќе го искористам за да го намрсам тавчето. Никаква храна не се фрла. Дури ни хартијата и она што е залепено. И започнуваме со корите. Прво ставаме еден слој од црвениот сос, бидејќи ни треба основа во која ќе се вари лазањата. Ќе го смешаме. И ќе наредиме лазања. Ќе наредиме внимателно, покривајќи ги сите можни процепи, бидејќи не сакаме да ни излезе дел од течноста. Тука ми треба вина. Вака. Сакаме убава лазања. Сега ќе продолжиме, ставаме повторно црвен сос, голема количина. Врз него ќе ставиме топки од белиот. Не насекаде, бидејќи сакаме кога ќе ја пресечеме да биде шарена. Нека да ја мешаме. Ќе наредиме од нашиот модар патлиџан. Два слоја патлиџан ќе одат, 3 слоја кори лазања. Модриот патлиџан веќе има убав чаден вкус и мирис. Повторно ставаме сос. Повторно ставаме нашето
нашиот бел сос. На крајот ќе го додадеме остатокот од црвениот слој, остатокот од белиот слој, и ќе нарендаме пармезан. Да ви повторам, значи целата постапка. Направивме бел сос, направивме црвен сос, испековме мудри патлиџани и потушавме слоевите да ги редиме. Имаме 3 слоја кори од лазања и 2 слоја кори од мудар патлиџан. На крајот ги редиме сите сосеви, едниот па другиот и убаво ставаме количина на пармезан. Јас ќе ја покријам со фолија. Ако вашиот сос е малку тенок, немој да го покривате со фолија за да може да испари целата вода. Мојот е навистина густ. Сакам да ги задржи сите вкусови и оди 40 минути на 220 степени во загреана рерна. Ќе направам малку дупчиња, ама малку, за да може вишокот на течност излезе. Како што ви кажав, 40 минути во загреана рерна на 220 степени. Италијанско искуство. Тоа беше мојата лазања. Ќе оставам 40 минути да се испече во рерната. Јас ќе посредам по дома, а ние веќе се гледаме во мојот прекрасен двор на одјавата. Се надевам дека ви се допадна мојот избор за денеска. Денес ви подготвив една лазања која не содржи месо. Меѓутоа содржи еден куп други интересни состојки кои заедно прават едно совршено искуство. Ви подготвив лазања со мудар патлиџан, односно меланезе. Ја искомбинирав со најразлични вкусови и мириси внатре. Искористив класичен италијански зачин и се надевам дека ви дадов идеја за следниот оброк. Ние се гледаме веќе во следната епизода на Маја готви.